Господјо Бухова, работата на анкетната комисија не е ни најмалку лесна, што опфаќа дека ние имаме пристап сега до информација, архивска граѓа која што може да биде илјадници страни. И за среќа и на анкетната и за моја лична несреќа, оти не сакав многу да овие работи баш да ги видам на хартија, јас ја прочитав архивската граѓа во целост. И таму стои дека протоколи немало ниту во 18-та, ни 19-та, па кога е набавувана биолошката терапија и понатаму немало протоколи за работа. Вашата институција направила редовни контроли од 20 до 11 2018, од 29 до 11 тоа се интервали 19, од 12 2019, од 26 2019, квартално баш онака како што треба да биде табеларниот приказ, иако ги немаме записниците 18 2019 и така натаму. Рековте дека поради ковидот сте имале други механизми. Сега зборуваме со 18 и 19 кога има редовни надзори над работата од страна на Државниот здравствен и санитарен инспекторат, за кои што немаме записници, меѓутоа го имаме конкретниот табеларен приказ. Во тој табеларен приказ има дел кој што се вика клинички фокус. Во клинички фокус има точки: придржување до медицински протоколи, проверка на број на истории од пациенти за да се провери дали нели се придржуваат до протоколи, придржување до дијагностички процедури, дали се применува упатство за радиотехника и колку пациенти се проверени, придржување до клинички патеки. Во сите овие записници, во времето кога вие сте биле директорка, само 20 инспектори се подпишани барем на овие документи за сите овие инспекцијски надзори. Тоа е господинот Реджепи и господинот Ибраими. На сите нив со проверка на досие од пациенти 15, 18, 10, 20 и така натаму. Е дека клинички фокус е во ред, клинички патеки има, процедури има, ги провериле документите од пациентите, се е во ред. А никогаш не било во ред. Што значи дека овие извештаи кои што стигнале до вашата институција и вас како директор не биле вистинити. А дека сте можеле да знаете како институција и поради еден предмет информација за препратена представка преку Министерство за здравство од датум 4.2018 година, во кој што некој друг инспектор од вашата институција, Марија Таневска и Фанка Смилјановска, дошле во ЈЗУ-то и констатирале. При вонредниот инспекцијски надзор 2018 се констатира дека електронските дневници не се принтаат уредно, на клиниката не е формирана комисија за трансфузиона медицина, во историјата на пациентите нема писмена согласност, неуредно се пополнуваат клиничките патеки, неформирана е комисија за трансфузиона медицина и неуредно се пополнети изјавите за прифаќање на медицинска интервенција и така натаму. Значи, некои други инспектори од вашата институција по представка постапиле и виделе дека нема. Еми, после овој датум имате други редовни инспекцијски надзори и сите тие викаат се е супер, во ред. И таквите табели ние ги добиваме. И тука е сега конфузијата. Имате нешто што се случува на онкологија. Во тоа нешто имаме раководители, доктори, никој ништо не видел. Да се заивлегувал, не видел. Малмет носел медикаменти и давал дозволи за носење медикаменти, ама ништо не видел. МЗ имало представки или медиумите ги слушало, ама ништо тие не знаат. ФЗОМ па ич ништо не знае. Не може никој ништо да не знае. Вие сте дел од здравствениот систем. Сите знаеле по дел од приказната. Работата е зошто никој не интервенирал. Може би немаше да имаме волкава експлозија во јавност, да контролните механизми на здравствениот систем, во кој што припаѓате и вие, благовремено го свитка гвинтот. Ако ми кажете 2020 беше ковид, ова не почнува 2020, ова почнува на 1.1.2018 со некој неформален договор за набавка на биолошка терапија. И тоа е јавната тајна за која што сите знаат. И додека не гледаат по медиумите ни се смеат. Затоа што сите знаат. Ке ве молам како можело да се случи ваквов пропуст секогаш од истите инспектори, секогаш на истиот начин, кога се појавиле други инспектори, имало аларм дека нешто не е во ред на таа клиника во 2018 година и никој понатаму не постапил. Ви благодарам. Другите